Традиционално, кога е петок, нашата екипа е тука на градскиот пазар. Со нашиот постојан соговорник, господинот Ване Јованов, денеска зборуваме за празот. Еден од зеленчуците кој што е најбаран во овој период од годината. Господине Јованов, го гледаме овој празот. Дали ова ваше домашно производство? Да, вака ќе кажеме одно дека празот е наш, меѓутоа одно да кажеме по што се празот карактеризира, дали е добар или не. Према ова кој ќе фанет вака, ако пука кога го кршиш, е ова, оп, тоа е значи дека тоа е и блак и кревок. Добро, дали бара посебни услови, посебна почва, кога се... Посебна почва не бара, меѓутоа сепак бара да е покрај миловитото место. Овие нивите се покрај реката. Кога е сидбата, кога е... Сидбата е некаде тука заедно со зелката, околу Елинден. Илинден. Еве сега веќе му е бербата, утек и е многу баран. А сега празно да кажеме негова карактеристика. Тој нема во нешто во што не се става. Може да се пржи со свинско месо, може да се прави суп од него, може да се прави со орисче, со се. Многу благодат. Како јас да препознам како обичен купувач дали празот е добар, дали по овој дел или по лисијата? Само ово јас што реков, кога ќе фатиш вака и треба да пукне. Еве. Кревоки, по тоа. По тоа е добар. Блак. А празот се треба да биде блак. Има ли интереси и која е цената? Цената е 500 динара сноп, а интерес има голем. Сега е баш екот, два недела и другата не верува семејство да не стави дома по два снопа. Како треба да се чува? Обично гледам дека... Тоа да кажеме, кога ќе се земе вај сноп, ќе се врзе, ќе се сечат таа брадата доле, обавезно ќе се сечат до 0, речи си, и во добар сад, ама ако е речеме на терасата. Ако е во земјата е друга, мислам, ова закупувањето, ако е на тераса, треба да има едно пластичен сад, кој ќе има неколку дупки доле, за да истечува водата кој ќе му стават преку зимото, да не дојде до капење на празот. Да, дали како да се чува, да речеме, од ниски температури, да не фани мраз, да не измрз? Ор е многу полесно да се чува, ќе се зарове, ќе се стави еден најлон добар, ќе се покрие и мака нема. Празно може да замрзне, па да се одмрзне, а да нема ништо. Во продолжение, ова се цените на останатите производи што се нудеа на денешниот пазарен ден во Штип. Тиквички 20 денари за парче, тиква 40 денари за килограм, краставици од 20 до 35 денари за килограм, пипер од 40 до 60, карфиол 60, јаболка 50, круши од 80 до 110 денари за килограм, јапонско јаболко 50, спанек 60 и прас 500 денари за врзоп.